Новиот закон за води меѓу другото наметнува обврска за изготвување на план за заштита од поплави за секој речен слив во Република Македонија. Брегалничкиот слив е еден од покомплицираните и подложен на поплави, а најверојатно ќе биде и прв со изготвен план и стратегија за заштита од нив. Слабите точки веќе се нотирани, а набрзо ќе се изготви и мапа на кризни подрачја, која ќе влезе во планот за управување со сливот на река Брегалница, вели државниот секретар за животна средина. Ние во тој правец се констатира критичните точки и треба да се најде начин и дефинирање на тие состојби. Од тие причини со експертите и домашни и меѓународни кои што работат на брегалничкиот слив ќе се ангажираме да се направат во рамки на проектот и карти за мапи за заштита од поплави, кои што треба да бидат урнек понатаму за останатите сливови во Република Македонија. Меѓутоа, јас морам да истакнам дека на вакви обилни дождови, речиси кои што траеа месец дена и оно што сега се случи е нешто што стварно Министерството, односно државата, се справи со проблемот. Нормално дека имаше одредени поплавувања, меѓутоа тие беа минимални, без ризик по населението. Планот за управување со сливот на Брегалница ќе им донесе пречистителни станици на Кочани и Делчево, а со него ќе се изготви и катастар на подземните води. Сето тоа сумирано повеќе од 40 милиони евра со малите и големите инфраструктурни проекти за сите 16 општини кои гравитираат према сливот на реката Брегалница, ќе имаме навистина големи успеси и проекти, ќе се прави стратегијата за туризам, за природа, просторниот план на Брегалнички слив и сето тоа ќе биде повеќе некаде во вредност од 40 милиони евра. На огромна инвестиција која што швајцарците ја на некој начин ја лоцираат на нашиот регион. Планот за управување со Брегалничкиот слив ги опфаќа сите видови заштита на водите од загадување, планирање на просторот и развој на туризмот.